Нова бомба од министерот за внатрешни Оливер Спасовски. За него институционалниот систем во државата е нефункционален, па вели дури дека можеби е корумпиран. Ваквото признание на министерот доаѓа по скандалозното бегство на осудениот убиец на Мартин Нешковски, бегство за кое институциите веќе цел месец си ја префрлаат вината. Ние дознаваме во моментот кога тие практично барат ние сега да го пронајдеме. Тоа покажува колку овој систем е нефункционален, па би рекол можеби и корумпиран. Затоа што јас не знам од кој аспект се цени одлуката и тоа како предлог што се дава да одредена личност биде пуштена на прекинна на казна. Вината за бегството на Игор Спасов според министерот не може да се бара само во МВР. Тој прстот го посочи кон судот и јавниот обвинител, кој направиле проценка дека на Спасов му е дозволен прекин на издржување на казната. Побара јавно да кажат врз основа на што ја донеле таквата одлука. Не може еден ден да ги апси Министерството за внатрешни работи, да спроведува истраги, да води предистражни постапки и така натаму, за да утре ден ги видиме на слобода заради тоа што некој си суди или некој обвинител одлучил на таков начин. Во судството е потребен и ветинг, е потребна и кривична одговорност. За вакви случаи треба јавниот обвинител да подигне истрага против некој судија и против некој обвинител и да се докаже што е поврзаност во однос на ваквите случаи. Спасовски посочи дека за таквите одлуки се известуваат Агенцијата за извршување санкции и казнено поправните установи и дека МВР не добиле информации за прекин на издржување на казна затвор, но дека и не се задолжени за примање на информации од тој тип. Поранешниот специјалец Спасов е осуден на казна затвор 14 години за убиството на Мартин Нешковски. Спасов после 7 години поминати за дрешетки му беше прекината казната затвор, но тој по 14 месеци прекин не се врати во Идризово. Сега по него е распишана домашна и меѓународна потерница.